Продолжение ќе го погледнеме, како што знаете, и минатата година и некако тие скандали со дадилките се навистина чести. Па токму затоа одлучивме на терен со колешката Весна Јованова да истражиме дали има навистина дадилки во Македонија кои што се обучени токму за таа дејност, затоа што ако нешто е скапосано, тоа се дефинитивно децата и сите кога ги оставаме за да одиме на работа, сакаме да бидеме сигурни, смирени дека сме ги оставиле во вистински раце. Постои ваква асоциација на дадилки во Македонија кои што навистина прават се за да можат маличките да се чувствуваат безбедно, а се разбира и родителите да се чувствуваат спокојно, знаејќи дека ги оставиле своите најмили, своите дечиња во вистинските раце. Повеќе за ова гледаме од прилогот на колешката Јованова. Грижата и негата на децата е приоритет за сите родители. По завршувањето на породилното боледување, најголема грижа за сите е на кого да се довери чувањето на своето најмило и при тоа да ја добие потребната грижа, љубов и внимание. Во случај кога бабите и дедовците не се во состојба да се грижат за своите внуци, а потребна ви е личност која ќе биде со вашето дете во период кога детските градинки не работат, дадилките се крајното решение. Но како да се направи избор на дадилка во која ќе имате силна доверба е најголемата грижа за родителите. Родителите во принцип бират личноста. Понекогаш образованието, формално образование на негователка, на дадилка не е до толку важен услов кој што го поставуваат семејства. Семејства барат личност која што ќе се вклопи во нивниот ритам на живење, која што ќе го препознае детето како нешто во кое што ќе инвестира свое знаење, вештини и искуство со целта тоа дете правилно да се развива и воспитува во една попријатна средина, посебно за деца која што се на возраст од 9 месеци до 2 години, кога во период на адаптација во градинка поминуваат низ чести заболувања. Значи има големи предизвици со кои што се соочуваат семејства и зашто би избрале дадилка да се грижи за нивното дете во однос на градинка. Во секој случај, она што би требало да го направат е проверка на биографија на дадилката, на претходни работни искуства, на препораки од претходни работодавачи, се разбира доколку работела во семејства во сектор на чување на деца и би било пожелно семејства исто така да проверат и на некој начин криминално досие, односно да имат соодветен, дадилките да имат соодветен документ дека не се осудувани, да не имаат земено родителско право, со што ќе се докаже, да речеме, нивната подобност за работење со деца. Дадилките, освен згрижувачка улога, треба да поседуваат соодветни вештини и квалификации за спроведување на воспитно-едукативни активности, согласно возраста на децата. Работењето како дадилка опфаќа не само чување и нега на дете, бидејќи тоа е исполнување некои физиолошки потреби на детето, значи јадење, пиење, пресоблекување, менување на пелени, прошетки, че тие се нормални физиолошки потреби на едно дете. Меѓутоа, дадилката би требало на едно дете да му даде се она што тоа дете би го добило во градинка и плюс еден печаток на пријатна средина во домашни услови. Постојат многу работи кои што една дадилка може да ги направи и на кој начин да ги изведува одредени активности согласно на возраста на детето. Дали ќе вежба моторички вештини со детето, дали ќе го подучува на број, букви, на кој начин ќе направи социјализација на детето, дали ќе го однесе во парк, ќе го дружи со други деца, да научи да дели играчки, да се игра, се она што потенцијално детето би се стекнало и во градинка, меѓутоа во случај кога е ангажирана дадилка, дете има пристап 1 на 1. Ангажирањето на дадилка никогаш не било најевтината опција. Затоа, сакајќи родителите понекогаш да заштедат, ангажираат блиски соседки, пријателки, роднини или пак се потпираат на позитивното искуство од други родители, па ги ангажираат истите дадилки за чување на нивните деца. Семејства често ни кажуваат дека најбитна им е безбедност на детето и безбедност на нивниот дом, бидејќи една непозната личност влегува во нивниот дом, се грижи за нивното најмило и има пристап до сите, до све она што е дел од нивниот дом.
Меѓутоа, не мора да значи дека дадилката која што во едно семејство се адаптирала одлично, добила одлична препорака од тоа семејство, ќе се адаптира и во друго. Зависно е и од начин на животот, од типот на детето во однос на возраста и што е она што го очекуваат родителите. Дали очекуваат нешто повеќе од дадилката или само грижа и нега, нормално и возраст на детето го чини свое. Но за жал, како што истакнуваат од Македонската асоциација на дадилки, во пракса се покажало дека дури сертификатот и лиценцата за работа не е гаранција дека дадилката ќе одговори на потребите на детето. Документи дават една основа. Не секогаш дават гаранција дека таа личност е навистина некој кој што може да работи како дадилка. Со Закон за заштита на деца предвидено е сите негователки кои што работат во градинки и во домашни услови да имаат лиценца, меѓутоа нашиот став во однос на тоа е дека самата лиценца не дава гаранција да одредена личност која што ја поседува е соодветна и подобна за чување и нега на деца, бидејќи на самата лиценца не претходи обука и секој кој што има завршено 4-ти степен на образование во можност да се стекне со лиценца со полагање на еден испит. Ние сметаме дека за чување и нега на деца потребно е дадилката да го сака тоа, да сака да се развива во професијата, континуирано да се усовршува, да има претходно образование, дали во таа насока, дали со некоја обука, преквалификација и доквалификација и да биде посветена кон тоа што го прави. Според Ризанов, дадилката треба да биде личност од доверба, со емпатија кон другите, со чувство на одговорност, со љубов кон децата, со желба за напредок и едукација. Личност која на едно семејство ќе му овозможи мир и спокојство, помош во воспитувањето и одгледувањето на детето,